без адаптивни мерки. Тука се дадени неколку култури, ако го земеме доматот, кој што е типична култура, кој што мора да има вода, намалувањето на приносот би се очекувало да се движи од 72 до 82%. Кај пченицата рековме тоа би биле малку поизразени, помалку изразени податоци, меѓутоа генерално ете некаква слика. Еве пченката исто така кој што е култура типична за наводнување, во 2000 година просечниот принос се движи околу 5000 кг, проценките се или симулациите 2050 година дека ќе се преполови приносот без адаптивни мерки. Дури имаме, значи се прави на анализи за загубата на органска материја во почвата, таа е многу битна за давање на стабилност на самото растение, значи за подобрување на водно-физичките, агрохемиските својства и секако врз основа на тоа ќе се зголемат и површините кои што ќе бидат ранливи или осетливи на ерозивните процеси. Што значи сето ова? Намалување на продуктивноста, продукцијата, дали ќе ни потребни поголеми површини за обезбедување на приноса и така зголемениот број на население на планетата Земја, дали ќе има потреба од зголемен увоз, цените како ќе се движат, значи генерално се очекува влошување на состојбата, благосостојбата на земјоделците и населението. Што станува со квалитетот? Ние и ден денес ги гледаме поситни плодови, тоа фармерите си го дискутираат помеѓу себе, може готини на плодовите, појава на нови болести, појава на складишни штетници, она што рековме, фазите на развој ќе се скратат, тоа ќе влие и на технолошката вредност, на квалитетот на нутритивната вредност на самиот производ и така натаму и така натаму. И ако заклучивме дека водата е најлимитираниот фактор, дали ќе се јави конфликт на вода, ќе постои сигурно и како ќе се решава, да речеме, овој проблем, дали ќе има потреба во големи количини на вода и дали може да се обезбедат. Може да се обезбедат ако правилно се менаџира со водата во земјоделското производство, зашто генералната слика е дека во светот околу 70 до 80% од водата, она сладка вода што се користи во секторот земјоделство. Значи, ако тука можеме да рационализираме, да правилно менаџираме, може да заштедиме вода која што ќе ја пренамениме во другите сектори.